Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН денеска со меѓусебни обвинувања за цената на струјата. Социјалдемократите тврдат дека поскапувањето на струјата и прогласувањето кризна состојба не се поради протестите во Грција, туку поради неспособноста и криењето на криминални тендери. ВМРО-ДПМН од друга страна тврдат, поскапувањето на струјата е директен одраз на неспособноста на СДСМ, бидејќи во нивно време поскапела за 50% и поставиле кадри за да го ограбуваат енергетскиот сектор. За само година и половина, со Божиновска на чела на овој сектор, владата ја доведе ЕСМ до финансиски и производствен колапс. Не се произведува доволно струја дома, се увезува скапа струја од надвор. Затоа, оваа година имаме историски најниско производство на домашна струја, ниту половина од планираните 5100 гигават часови. Наместо да се произведува дома, која што државата ќе чини 80 до 90 евра мегават час, владата купува струја за 140 евра мегават часови. За разлика од нивното време, сега владата предводена од ВМРО-ДПМН посветено се работи на консолидација и развој на енергетскиот сектор. За таа цел продолжуваат големите инвестиции. За Битола 3 вредна 97 милиони евра, а тука се и ветерниот парк во Богданци во 37,6 милиони евра, како и големата инвестиција на Алказар Енерджи во Штип и околината во вредност од околу $500 милиони. Стои во реакцијата на ВМРО-ДПМН.